Товарот на бегалската криза почна се повеќе да се чувствува во Турција, земја која според некои проценки поради тоа загубила над 8,5 милиарди долари. Со оглед на тоа што досега Анкара добила само 400 милиони долари странска помош за бегалците, станува јасно дека главната тежина е врз турската економија. Паркот во центарот на Истанбул е препон со бегалци од Авганистан. Откако дома продале се што поседувале за да избегаат од заканите на талибанците и на милитантите на Исламската држава, овие луѓе се заглавени во Турција со малку пари за да го продолжат патот. Тие велат дека се очаени од тоа што Европа почна да ги затвора вратите за нив пред предстојната зима. Ни треба помош, сакаме да работиме, што можам друго да правам? Немам веќе пари, но сакам да заминам ако некоја влада ми помогне. Турската влада ни помага. Авганистан е во многу тешка состојба, вели Касим, бегалец од Авганистан, кој веќе 2 месеца живеа во паркот во Истанбул. Главната турска опозицијска партија соопшти дека земјата во изминативе 4 години загубила над 8,5 милиарди долари главно од намалената трговија и туризам, што е пак последица од бегалската криза. Вистинскиот трошок е оној социјалниот. Трагичните слики на ТВ екраните и донесе на Турција еден вид социјален товар во однос на човековата димензија, вели политичкиот аналитичар Седат Ајбар. Европската унија сака да ја даде на Турција околу 3 милиарди и 200 милиони евра за да ги задржи бегалците, но овој предлог не беше добро примен од Турција. Премиерот Ахмед Давутоглу оцени дека сумата не е толку важна. Најважно е земјите на Европската унија со нас да го поделат товарот на кризата на фер начин, изјави тој, додавајќи дека Турција сама ги сноси трошоците, но и последиците од бегалската криза. Некои европски земји одобрија задолжителни квоти за прифаќање на бегалците, но некои не се согласуваат со тоа. Се чини дека најтешка одлука за 28-те членки на Европската унија е она за единствен пристап кон оваа криза. И додека разговорите продолжуваат, илјадници бегалци и мигранти живеат во неизвестност. Некои од нив и со жалење поради тоа што се решиле на ваков пат. Лично не бев среќен што го напуштив Кабул. Моето семејство, татко ми и мајка ми рекоа да заминам поради опасност од талибанците, вели Касим, кој запрашан дали неговите родители жалат за таквата одлука, додава: гледано од сегашнава ситуација, тие навистина жалат. Огромниот бегалски бран од Блискиот Исток, Централна Азија и Северна Африка кон Европа беше главна тема на вчерашниот состанок на лидерите на Европската унија со нивни колеги од африканските држави во Лавалета на Малта. Тој ќе доминира и на престојниот самит на Г20, што на 15 и 16 овој месец ќе се одржи во Анталија во Турција.